Уште едно блескаво издание на нашите најдобри ракометари кои маршираат кон историски дострели. Меѓу 12 најдобри сме на шампионатот со 2 огромни победи за македонскиот спорт воопшто. Ја покоривме Русија денеска со феноменална игра, покажавме карактер, ментална цврстина во моменти кога многу работи не погодија. Значи оваа генерација го мерува македонскиот спортски менталитет. Имаме светска класа за лидер. Кирил Лазаров со 13 гола ја торпедираше изборнаја, ги обедини до фанатизам и другите кои ги извлекоа последните атоми за супериорниот триумф. Ова е сензација на светското правенство, ова е најголемиот успех на еден спорт по Македонија, на една репрезентација. И покрај ова сензација, ние ќе останеме скромни дечки како што бевме и до сега. Верували или не, имавме 7 до 8 повредени играчи кои што станаа са бајде и не можеа да одат. Се собравме сами, се договоривме да заборавиме болка, да заборавиме умор. Ова е историска шанса, ова е шанса за државата да ја промовираме во светот ова мала држава. Импонираше смиреноста на изборниците на Илија Темелковски, вистинското решение во секоја ситуација, безпрекорноста во изведбата, прецизноста, течноста во играта. Ја немавме можеби атрактивност од мечот со Полска, но затоа во ниту еден момент не се загриживме дали ќе славиме. Русите само еднаш ни победови, тоа во првиот дел, што по четврти пат го добивме со една разлика, но продолжението беше на нивото на совршенството со Полска. Овој пат експлодиравме во период во кој кризиравме претходно. 7 разлика на 8 минути пред крајот, кога заедно со прекрасната наша публика го почувствувавме победничкиот воздух во Вараждинската сала. Пресреќен сум што донесовме една голема радост на нашата фака на Македонија, на оваа публика, и пресреќен сум што потврдивме еден квалитет што го градиме из оваа генерација. Значи одиме во Задар, на море е воздухот уште почиста и победите, славјата и виното ќе ни бидат послатки. Ќе ги има сигурно уште. Момците ветија дека не застануваат тука. Најверојатно скандинавско-балканска врска не очекува во главната фаза во градот на кошарката. Норвешка, Данска, Србија. Од Вараждин за вестите на А1 телевизија, Југослав Косовски.